денеска Светата Македонска православна црква се споменува и празнува за свештеномачените од караваните. Еве некоја година поред овде во Македонска каменица настана некоја традиција во која што луѓето, односно пчеларите, ја негуваат и токму на овој ден се одредиле да си спомнуваат за овој празник, за овој голем светител и односно како и заштитник на самите пчелари. Нека оваа година, во новото лето Господово 2022 година, Господ Бог ви дарува најпрво вас луѓето здравје, на пчелните семејства повеќе да извадете мед, да биде родна годината, да бидете секогаш среќни и задоволни, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Нека за нови години, живи здрави! Ви посакаме добре дојде на нашите подржувачи, градоначалникот на општина Македонска каменица Димчо Атанасовски, директорот за развој и инвестиции на рудник Саса Ивица Талевски, председателот на Советот на општина Македонска каменица Љупчо Трајановски, директорот на јавното предпријатие Камена река Владко Димитровски. Најпрво сакам да ви го честитам денешниот празник Свети Харалампие, да си посакаме многу здравје пред се на нас во наредната година, па потоа да ги посакаме здрави и на нашите пчели, да си посакаме да ни биде медна и успешна 2022 година. Можам да кажам дека ние како здружение оставаме белег во нашата општина, пчеларството станува белег на нашата општина. Сакам да продолжиме во оваа насока со помош на нашите подржувачи. 2021 година да направиме на ретроспектива, мислам дека ни беше и покрај пандемијата успешна година, реализиравме многу проекти, го посетивме саемот во Врање, одржавме неколку предавања, набавивме литература, ја богативме општина Македонска каменица со неколку илјади садници. Оваа 2022 година се надеваме дека пандемијата ќе помине, ќе продолжим со позасилено темпо, ќе почнеме да одржаваме многу повеќе предавања. Во наредната година имаме во нашата програма голем број предавања, посета исто на саем и така. За оваа година, благодарение на општина Македонска каменица и Советот, ќе ви бидат поделена литература на сите пчелари, да го збогатите вашето знаење, така ќе бидеме уште поуспешни. Благодарение на рудник Саса и директорот Ивица Талевски и оваа година општина Каменица, територијата на општина Каменица ќе биде збогатена со уште над 2000 садници багрем и питом костен, така што од питом и од костен освен на медоносно може и да си наберем и плодови за неколку години. Ве замолувам кој колку сака нека си земе, нека ги посади во својот пчеларник, нека ги одгледува како што треба, а останатите можеме во сабота да направиме некоја заедничка акција, ќе ги посадиме по течението на Каменичка река и така територијата на Каменица ќе биде збогатена со уште над 2000 садници, со тоа што ќе ни биде збогатена и медоносната паша. Да не должам многу, ви посакувам успешна и медна година. Сега да повелиме да ги поделиме садниците и литературата. Поверете. Најпрво би сакал да се заблагодарам на председател кој што не уважи и не покани да бидеме присутни на овој свечен чин. Без разлика на се, ние имаме информација дека оваа традиција конечно ќе се претвори во традиција, што се одржува неколку години наназад. Може да се каже едно од ретките здруженија кои што го организираат овој чин. Така да јас си посакувам се најдобро, успешна година и дека ќе продолжиме со соработката помеѓу нашата општина нормално и здружението на пчеларите. Квалитет за 21. Па да ни се представите и да ни кажете на што е Славе резултат. Митевски, тоа е квалитет на медо за 2021 година. Во избор од 21 држава се одржува во Тетово. Нешто за вас околу оваа дејност. Иначе јас пред неколку години сум пчелар, производам за себе и за другите, производам и пчелни други производи као прополис и такви работи. Каде ви се стационирани пчелите, колку се места? Пчелите би се стационирани во село Дулица на свое земјиште. Имам околу 30 на пчелни семејства.
Како ќе оцените изминатата година, предизвиците кои ви очекуваат нешто? Па, изминатата беше и вака и така, значи почетокот беше многу слаб, на крајот беше пак задоволително. Сега добивате и поддршка, гледаме. Сега имаме садници и секоја година имаме уствари, Вие сте едни од ретките фактички што го организираат ова. пошто тоа здружението така работи, имаме литература, имаме садници, одржаваме семинари по некој пат. И што ќе им посакате за крај, за денешниот празник? Среќен празник на сите, медоносна година и поволно време за да можат да работат тие и ние. Овој празник значи не е карактеристичен, но еве во Македонска каменица е традиција. Ретко каде вака пчеларите се собираат. Е некоја карактеристика за самиот него и за годината која измина во однос на пчеларството. Па мислам дека во Македонија сме едино здружение и што се организира на оваков начин и го прославува. Сите имаат светци и ние пчеларите го имаме Харалампи. Така. Источниот дел се го слави. Ми се чини дека само една црква има под ова име во овој нашиот крај. Гледаме и комшиите преку граница исто го чествуваат овој празник. Само кај нив е помасовно, на повисоко ниво, да. Имаме ли тука бројка во каменица точно од прилика колку пчелари моментално се занимаваат? Сигурно над 100 ги има. Радува што е помлада популација. Во овие услови што се сега на живење, се наоѓаат овде. Нашиот мет иде доста викам квалитетен, зашто самата околина ни го нуди тој и штета да го не искористиме. Сега сакав да ве прашам и некои дополнителни прашања. Денови има некоја анкета во однос на тоа како еве па и пчеларите го користат интернетот за да пласираат своји производи. Колку мислите дека во таа насока се обучени тоа квалитетно да се изведе и да се дојдат до некој подобар пазар? Покрај младиве, електрониката ги нуди сите можности за пласма на производите. Потребна е реклама и да не идеме количински со наш бренд да го рекламираме и крајот и нашиот производ. Дали мислите дека навремено стигаат информациите што ги има од Министерството однос на некои субвенции што треба да ги добијат или Информирани сме добро, зашто имаме и наш човек овде во Агенцијата за земјоделие и развој. Сите информации ни се достапни и претежно ги форсираме младите кои може да го добијат, и било на ИПАР, било други погодности што го нудат. И штета да не се искористат. Најклотирано прашање е дали може да се живее од пчеларство, дали колку сандаци треба, колку. Тука се многу фактори. Пред се знаењето на пчелариве, обуката која примат и самата индивидуа, вештината каква кој сприма. Моја препорака е да се почне со 3 до 5 сандака, да се види како е состојбата со здравствената состојба, дали може да се работи или не, ако кажуваат некои параметри дека е опасно, не мора да се бави со пчеларство. Заактивна работа е, бара доста наука и поддршка и од фамилија сам пчелар не може да работи. Потребно е и помош. Гледаме дека овде сите фамилии се ангажирани. Ова година не е многу поволна во нашиот регион, зашто зазгимената храна не е многу квалитетна и ја мислам ќе се појава доста неприлики ќе ни создаде. колку пчеларите еве на интернет лесно во денешно време знаеме дека техниката е достапна, може да ги пласираат производите? Па пчеларите се повеќе почнуваат да ги користат современиот начин на продажба, односно преку интернет, преку Facebook и преку другите апликации. Значи се повеќе се нудат пчелни производи на онлайн продажба, така што и ние го пратиме овој тренд. Значи и ги поддржувам и апелирам до пчеларите да почнат да го користат овој современ начин на продажба, така што ќе постигнат многу подобар успех во продажбата. Го прашав ми претходниот соговорник, дали сметате дека доволно има ваше мислење лично информации за пчеларите во однос на државата, колку им помага, дали им се достапни да знаат кога што ги следува, кога навремено да се делува?
Па, мислам дека во последно време Министерството за земјоделие ги информира пчеларите за промените околу нивните права што ги следуваат како субвенции, апликација за ИПАРТ и другите повици кои што ги има Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието. Иако мислам може да се зголеми тоа информирање, да се направи некој тим кој што ќе ги повикува, односно многу поблиску ќе ги информира пчеларите за критериумите, што треба да направат и да се подготват многу порано пред да излезат овие повици, за да кога ќе излезат да бидат спремни да ги средат на некој начин на критериумите кои што ги бараат во Агенцијата за финансиска поддршка. Мислам дека од Министерството, од подршно Министерство треба повеќе да се ангажираат и да ги информираат пчеларите за условите и начинот на кој што се доаѓа до овие фондови. Да ве прашам и вас, пчелар сте, произведувате мед, како годинава да оцениме што помина? Добра беше, само немаше мед, има некој црн мед имаше што не доприноси за пчелите да се развива брзо. Вие конкретно колку чувате и на кое место? Ја ги чувам во село Луковица, Така. место викано Рашките. Колку имате Имам 50 семејства, и од реколта годинава прошлата година? 7, 8 до 10 од семејство килограма.